Почитувани, добар ден. Радио што се гледа е програма да промовира, да лобира, да анимира и да информира за настаните, за случувањата, за достигнувањата на поединци и компании во Пелагонија и пошироко. Така е и овој пат, кога ќе зборуваме на тема од стопанството со акцент на градежништвото, сфера која што треба да е двигател на развојот во едно општество. Бидејќи според сите мерила, ако градежниците немаат работа, тоа не е добар показател. Ќе се обидиме да најдеме одговор на ова основно прашање со Гордан Бошковски, косопственик на Прилепската градежна компанија Теракота Инженеринг, фирма која што годинава слави 27 години од постоењето. Најпрво честитки за годишнината и посакуваме уште долго да постоите и да придонесувате во развојот на заедницата и на Македонија. А и она прашање кое што прво се наметнува е што беше пресудно пред 27 години за вас да започнете бизнис токму во градежната сфера и како ги оценувате годините во поглед на работењето? Најнапред фала, ви благодарам за честитките и поздрав до слушателите и гледачите на вашата радио Пела. Поводот за да ја формираме пред 27 години Теракота со една визија која што постоеше и кај мене и кај мојот партнер, беше да ние во делот на функционирање, тоест во делот на градежништвото, да пробаме да направиме и да бидеме на некој начин, и бевме на некој начин пионери во создавање на приватни градежни компании. Почнавме, мораме да кажеме, со многу скромен капитал, но со визија дека еден ден таа компанија која што планираме ние да ја формираме, далечната 95-та година, почетоците и подготовките беа уште од летото, есента 94-та година, но правата регистрација е точно на денот на нашиот јубилеј, тоа е 12.2.95 година. Запишани сме во Стопанскиот регистар, каде што се запишуваа правните субјекти во тоа време, затоа што во тоа време Република Македонија беше поделена на 3 стопански судови, каде што се регистрира, немаше како денес што е централен регистар. И од тој датум Теракота постои и е започната веќе да функционира, и тоа, кажано без лажна скромност, озбилно да функционира со сите оние параметри кои што треба да ги носи една современа фирма која што се понудила на пазарот во делот од градежништвото. Зошто токму градежништво? Разговорите со мојот партнер, военној кум, Коста Тошевски, започна, како што ви кажав, уште 94-та година, почетокот на 94-та година, и ние одлучивме да работиме нешто во реален сектор, кое што на некој начин ќе ни биде блиско и на двајцата. Коста претходно функционираше во тогашна ЕСАМА и беше шеф на градежната оператива, која што многу интензивно работеше во тоа време. Тоа знаете што значи, под ЕСАМА изведување на сите далеководи, трафостаници и така натаму, кои што во тие периоди на развој на ЕСАМА се работело со страшен и силен интензитет. А јас пак од 92 година бев запослен како дипломиран геодетски инженер во Републичка геодетска управа тогаш. И бев работен во одделение за основни геодетски работи во Скопје. Но повторно желбата за докажување и она што ние го имавме како намера да формираме фирма, покрај сите пречки кои што во тие моменти ги имавме, и од професионален аспект, и од вработување, сепак не влечеше нешто и ние тој локал патриотизам кој што го имаме силен до ден денешен, тука даде потврда при формирањето на Теракота во Прилеп. И јас искам да видам, ќе ви кажам дека во почетоците буквално сум функционирал се уште
како државен службеник во Скопје, а основач веќе бев на фирма која што почна да работи со силен развој од самите почетоци. Почетоците ни беа производство на бетонска галантерија, производи од бетон, монтажа на фергредички за меѓукатна конструкција, оградни бетонски столчиња, бетонските елементи како тека кабли, тогаш интензивно барани од Телекомот, заради тоа што пред продажбата сите тие оптички кабли низ цела Македонија се поставуваа. Тие полигонометриски точки што ги викаме ние или геодетски точки со подземни белеги исто така се од бетонски елементи и разни други производи како бетонска галантерија и нормално одма почнавме и се јавивме на пазарот како изведувачи претежно на полесни работи, мора да кажеме во делот на градежништвото, како нискоградба и одредени работи на кои што можевме ние да одговориме во тој период. Може би главниот акцент и почетоците се производството на неколку видови на бетонски блокови, кои што и фергредичките, морам да ги споменам, за меѓукатна конструкција, кои што ја популаризираа на некој начин теракота и бенефитот, да, и тука сме препознатливи, бенефитот и финансискиот бенефит од продажбата, од квалитетот на производот што го нудевме и како се пробивавме на пазарот, дури вршевме буквално покривање на цел регион, може да се слободно да се каже. Зборувам тука пошироко до Битола, до Кичево, до... Значи сме вршили дистрибуција, да, точно Пелагонија. И тоа е на некој начин и основата, и финансиска на некој начин основа, за да можеме ние поозбилно да преминеме понатаму веќе во некоја друга поозбилна фаза, која што се јави како што е на почетокот производството на готов бетон, значи со собствени бази, не да го правиме онака како што се правело претходно со, ајде да речем, поголеми мешалици за бетон, него баш она озбилна и професионална бетонска база која што ќе може да врши услуги и достави на готов бетон и до граѓаните. Заради тоа што искрено ние бевме пионери, до тогаш непознато и за ова средина и за Прилеп. Знаете, традиционално плоча ако се става на куќа, се собираме сите, пријатели, роднини, па дигалки, кранови, па иде мешање на рака. Тоа почна полека, може би срамежливо за почетокот, но луѓето сватија дека иднината во градежништвото дефинитивно ќе донесе до отфрлање на онај начин на реализација на некои градежни објекти кои што се потреба и за физичките и за правните субјекти. Се гледа во вас ентузијазмот се уште од првиот момент кога фирмата се оформила заедно со вашиот партнер и сигурно сум дека се уште сте ентузијаст дека има услови за развој во вашата сфера во која што обстанувате. Воедно имате уште една фирма која што е од сферата на геодезијата. Она што сакам да го прашаме, дали останувате со истата енергија во областа каде што сега делувате и како вие го мерите успехот? Рековме, 27 години, сами можете да кажете што и како сте почнале, но во овие 27 години, дали се сметате за фирма која што е успешна и се она што сте зацртале заедно со вашиот партнер, сте успеале да го направите? Што е за вас мерило на успехот? Па да ви кажам искрено, развојот и растот на фирмата е очевиден од година во година, но се дешаваат и некогаш и периоди на, ние што ги викаме популарно или непопуларно преживување, народски кажано, да. Еден од тие периоди, за жал, го имаме и денес, буквално, посебно со ова COVID пандемија, COVID криза, да ја наречеме, заради тоа што
дефинитивно многу малку гранки од стопанството не го осетија нештото или видоа бенефит од ова нешто. За жал, се останато, а тоа ако сакате во проценти да го изразиме, јас сум убеден дека 90% од компаниите трпат по било кој основ што се однесува до таа пандемија и до таа криза, дури некаде за одредени дејности станува состојбата неиздржлива. И тука, како еден економски крвоток, поврзан, јас го кажувам систем еден, економски систем и крвоток кој што ја предвижува една економија во некој општество, е поврзан и што како што во човечкиот организам ни е поврзан системот на крвни садови, така и во економијата. И секаде каде што во еден дел од економијата се осеќа некоја последица, посебно во градежништвото, знаејќи колку тоа како гранка раздвижува 25 други. Така, да, 25 други дополнителни дејности, да не ги редиме како транспорт, како останати услуги кои што се потребни, кои што и нас ни се потребни. Теракота не е теракота само од вработените. Теракота за градов е со соработнице која земете, без лажна скромност, ама тежи многу што се однесува на секаков план. Екзистенција, полнење на буџет, ако сакате, и така натаму. Јасно. А она што ме запрашавте, а не ви го одговорив, зборував на почетокот и кога се враќам на почетоците, јас го викам, тоа е романтичниот период. Буквално и можеби во државава, кој постоеше за почетоци на функционирање, основање на фирми во тие периоди и со многу емоции, со многу убави чувства се враќам на тие денови, на тие години, но за жал реалноста е сега многу поинаква. Сакале или не, станавме ние или не натера, може би таа, не знам, ајде би ја нарекол и нелојална, непоштување конкуренција, непоштување на она што порано, како не учеа родителите, викаа да си го поштуваш еснафот. Ако не знаеш да си го поштуваш еснафот, никогаш нема еснав да бидеш и никогаш нема да бидеш добар во својот еснав. Јас и Коста сме воспитани во такви семејства, кај што до ден денеска, ама верувајте со крајни напори, сакаме да останеме на таа мисла и да го поштуваме еснавот. Но верувајте ме дека е неможно. За нас во првите 15 години на функционирање, непоемливо било некој нас да не тужи или ние да тужиме некого. Па не само 15, можам слободно да речем и 20 и повеќе години. Но во последниве години, ова што ни се случува, покрај оние некои законско наметнати дисциплина финансиска меѓу два правни субјекти и така натаму, толку тоа почна да се злоупотребува, толку тоа и тука веќе се губи еснафлукот, стануваме, ајде, преку економски форма кажано како стопанственици, човек на човека, волк, едноставно, дефинитивно, се помалце имаме да сублимирам еснафлук. А во еснафлукот многу од постарата генерација на луѓе знаат што значи Прилеп дишел со еснавски дух, Прилеп бил град кој што се знаело да се поштува тој еснафлук, но за жал се помалце и помалце го имаме тоа. Прилеп бил град кој што навистина бил меѓу првите, ајде да речеме и во бивша Југославија, но секако во Македонија во поглед на индустријското производство, бидејќи важеше за таков град, но за жал денес состојбата е поинаква. Она што е како забелешка од страна на стопанствениците е дека потребни се системски решенија кога станува збор за бизнисот, за функционирањето на бизнисот,
за инфраструктура која што на овој дел од Македонија ќе и придонеси за да може стопанството да заживее. Но да се вратиме сега на реалноста и на она што е најактуелно. Во моментов е најактуелно она што е донесено од страна на Економско-социјалниот совет на централно ниво зборуваме, а тоа е покачувањето на минималната плата. Денеска треба да се расправа во парламентот и најверојатно тие предлог измени на законот за минимална плата ќе бидат и донесени. Каков е вашиот став по однос на ова прашање? Дали на ваков начин треба минималната плата да се одлучува, висината на минималната плата? И што мислите, дали во овој дел, во ова трипартитно договарање, треба да има и поинакви алатки, мерила, начини на кои минималната плата да расте согласно потребите на работниците, со оглед на инфлација и други мерила? И што е тоа што е пресудно за вас како компанија, како работодавци, што би го додале пандан на она што досега беше разговарано на Економско-социјалниот совет? Е изгласано на некој начин. Да. Пред да ви одговорам на ова прашање, кое што е многу интересно и актуелно, ќе се навратам само за момент на она што рековте дека ќе треба премногу да се реагира во некои системски решенија кои што ни прават проблем дефинитивно. Тие постојат, не дека не постојат, но јас сум повеќе склон да размислувам дека ние имаме добар систем. Дури и законите кои што владеат. Мислите на законските решенија, да, моментални? Да. Системски ние имаме добри решенија. И во делот на просторно урбанистичко планирање, и во делот на градежништвото, и во делот еве и јас што со другата фирма професионално функционирам, од носење на законот и воведување на приватна геодетска пракса, инаку не би можел јас да формирам приватна геодетска компанија, нормално ако нема системско решение и ако не е сето тоа унесено во закон. И затоа велам, имаме добри, одлични, некој ќе рече можеби пресликани или дополнети или па и така и треба да биде кога една држава во развој носи некои новитети и прави реформи, системски решенија во одредени работи, тоа и така треба да биде со странски искуства, со искуства од понапредни и поразвиени економски држави од колку што е нашата, и сето тоа добро се одвиваше за да одреден период и поделеноста наша која што имаме во општеството, а тоа е повторно поделеноста ни ја прави некој, а поделеноста е меѓу нас луѓето. И сега ако се вратиме на системот и на функционирање на системот, јас реков повеќе сакам да верувам дека го правиме системот ние. Тоест, за мене, кратко и најпластично и за вашите слушатели и гледачи, би објаснил вака. За мене не е sejedno кој човек ќе го избереме и ќе го поставиме да ни ја представува држава како председател на држава. Тоа е институција, поставена системски во државата. Или, како парламентарна демократија, председател на влада, избран со мнозинство од парламентот, од законодавниот дом. И тука е кај нас по мене проблемот до кое ниво ние дојдовме, заради тоа што по мое силно убедување човекот е тој кој што ја надградува, ја подига институцијата на повисоко ниво или да простите и народски кажано ја удира од земја. И не прави и сите нас не навредува, ние навредува интелигенцијата, ние навредува па да речам навредени се научници во држава од тие личности. Навредени се академици со однесувањето на политичарите и на она што е поделеност. Инаку, системот како систем, немаме ние, по мое убедување, што нешто посебно да направиме. Судскиот систем, установен и обвинителскиот, слично како во Америка. Буквално тоа го знам од сознанија на мои блиски кои што функционираат во тој систем. Но, како функционира? Но злоупотребите, мешањето на политика во тој систем,
немање на морален кодекс, минимален морален кодекс на судии, или ако сакате да бидам груб, се продаваме за 5 пари, за некои ситни, немаме достоинство свое, тоа ќе ни се случува во државата. Иначе, дека ни треба потреба некоја, не знам какви реформи во систем, не, никој не спомнал системски реформи. Сите викаме да се реформираме, а никој не кажува дека треба да се реформираме во единствениот ресурс што го имаме. А тоа како ќе го направиме? Ако чекаме добра свест не, туку со казнивост или неказнивост онаму каде што не треба да постои. Така. Не треба да постои. Никој неказнив не треба да биде ако направи и ако се огреши пред законите на државата. Но викаме дека секој на свој начин треба да се, за жал ние не носиме тука во тој дел, не се однесуваме така. Не се однесуваме и не сакаме да се смениме. А што се однесува до ова актуелно во прашање, да се вратам и на него. Еве ќе ве надополнам колку има политика во оваа одлука за зголемување на минималната плата. Услови на пазарна економија. И претходните неколку, јас ништо не гледам друго освен политика. Параметрите да, ако ја гледаме потрошувачката кошничка, тоа е факт дека со 18.000 денари, ако го сведеме, па посебно на едно семејство, каде што еден вработен има, а треба да гледа цело семејство со 18.000 денари, тоа е неможно. Дефинитивно е тоа така. Тоа е точно. Но, зошто ќе речем дека е политичка одлука? Не е донесена по оние параметри економски, кои што треба да бидат показател до каде сме ние и колку Македонија реално по GDP, по тие си има стандарди економски за мерење. Јас не сум економист, не можам тоа на професионален начин да го истакнам тука, но би го кажал народски и да биде и на некој начин и поразбирливо и за вашите слушатели, дека сето тоа треба да биде издржано и да може на крајот на краиштата работодавецот да може да го издржи тоа. Заради тоа што од аспект на работодавец, ако мене минималната плата ми е подигнат, а минималната плата ја земаат луѓе, знаеме, кои што се во хиерархиското скалило или по функција, еве конкретно во градежништвото, така луѓе кои што ги обавуваат наједноставните и најнеефективните работи, кои што да, постојат и има потреба и од нив во секоја компанија, но нормално е дека се тие најниско рангирани. Но, кога тој со вештачко подигање на минималецот дојде до некој ниво, каде што го стигнува оној што бил после него, мора работодавецот повторно да направи одвојување. И тоа по автоматизам оди се до највисоките скалила, до менаџерите, до инженерите, еве конкретно за нашата компанија. А прашањето е, дали во таква кондиција, дали пазарот дозволува да работодавците и дали таков профит се остварува, тоа е многу видно. Дали имаме проекти, дали има доволно работа во градежништвото за да се покријат сите компании, дали имаме проекти ние прво. И тоа одма се поврзува со она што популарно се зборува и се кажува, а што е рак рана. Ако се зборуваме конкретно за градов, ние сме овде регион, сега ќе зборуваме регионално и за град, нашиот град. Па знаете дека во 4 години мандат да се издадат 7-8 одобренија за градба, тоа е повеќе од катастрофа. Тоа не е катастрофа, тоа е не знам како да ја наречам. Катаклизма, тоа е нефункционирање. За жал продолжува истото. За жал продолжува истото. И со нова гарнитура продолжува истото. Многу луѓе, меѓу кои јас како фирма и мојот партнер, очекувавме дека на ова мора да му се стави крај. За жал, еве и после 3 месеци од нова гарнитура во локалната самоуправа, не гледам, ама ни педа поместување. Што се однесува до олабавување и до релаксирање на тој процес на добивање на градежно
техничка документација. Било да е тоа за физички, за правни субјекти, инвеститори како што сме ние не бараме да имаме привилегираност, но да имаме поштување на законските регулативи, да можеме да си го продолжиме континуитетот на она каде што сме се насочиле ние како фирма. А за теракота се знае во овие моменти, години наназад, каде е ние главниот таргет, а тоа е изградба на покапитални објекти, стамбено-деловни и така натаму, што за објекти каде што ние сеуваме како инвеститори, што за она што значи реализација за останати правни субјекти. Значи, одговорот на прашањето ќе го сведиме на следното. Многу политика во реалниот бизнис сектор, која што, за жал, изминативе години, наместо да ги подобрува условите за работа, Ги отежнува, дефинитивно. ги отежнува. Но, еве, дојде смена на политичката структура на локално ниво. Вие имавте средби и со господинот Мицковски, исто така имавте и средба, сега зборувам изминативе 3 месеци, имавте и средба како бизнисмени во локалната самоуправа Прилеп на економскиот совет. Да. Сигурно било разговарано на овие теми. Сугерирано од ваша страна што е направено досега и што треба да се направи. Дали и уште сте сигурно во контакт затоа што мора да се раздвижи некако. За жал да морам да констатирам дека народски кажано нема поместување ни педа од онаа состојба која што на некој начин беше оставена од претходното раководство на локалната самоуправа. Јас ова исто кој истакнав и проблемите ги кажав јавно, а на тој форум, трибина наречете ја, организирана од страна на локалната самоуправа, каде што не го свеќам тоа како партиски, некој го сватија како некој партиски состанок или не знам како, но јас па и можам да се сложам, тоест да потврдам дека поголемиот дел од стопанствениците кои што учествуваја, а буквално не видов некој да изостанува, што се однесува од делот на прехранбената индустрија. Да не ги редам сега како фирми, ама тие си се нашите најголеми фирми, што си ги имаме и гигантите во Прилеп. Да, и препознати. Значи, директорот на Витаминка, директорот на Прилепска пивара, представници од Мермерен комбинат, од Туторски комбинат, значи, да не продолжувам натаму, во делот на градежништвото, од нашиот Еснав, значи, тука Златна рака Васко, и да не редам сега сите тие едногласно кажавме заради тоа што не само градежниот сектор, туку и останатите компании кои што се поврзани со инвестиции и продолжување и отворање на нови капацитети. Нормално е дека е поврзано со тој сектор градеж. За да вие направите нов погон, конкретно, еве, Витаминка би ја спомнал, прави и се проширува нов погон за чоколада. Тој нов погон треба да никне некаде, треба да се реализира. Прво оди од проектирање, така, да не ја спомнам и геодезијата на почеток, па проектирање, па изведување на градежни работи, реализација на тој објект, каде би се поставиле некои машини од одреден сектор. Јас се спомнав сега Витаминка од прехранбениот сектор, така, тука постои металопреработувачка и да не спомнуваме и да не редиме еден куп дејност. Но во основа проблемот е... Проблемот е, и тие истото го констатираа, јако јас зедов збор на тој форум, ги кажав реалните проблеми и ги посочив дека проблемите се во нефункционирање или сосема погрешно функционирање на одделението за просторно и урбанистичко планирање на град Прилеп. Точка. До ден денеска ништо се нема случено во позитивна насока. На некои рововски позиции сме застанати и никој не може да стави крај на она што значат буквално на некој начин се тие спорови. Кога аплицирате со уредна градежно-техничка документација, правите проект
комплетно се по условите од законите за просторно и урбанистичко планирање. А тоа овде во Прилеп најдува на некое толкување каде што, верувајте ме, се чудат сите од цела Македонија. Така е, само во Прилеп или има И слични? Битола нешто сличности има, а сето друго можам да го ставам на другата страна. Ние ќе продолжиме со разговорот, сега правиме мала пауза со музичка номера. Продолжуваме со разговорот со Гордан Бошковски, кој-собственик на фирмата Теракота Инженеринг, која што годинава слави 27 години од постоењето. Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Dok Vardar grli polja zrelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica, pjesmom je svojom zemlja ta očarala srca sva i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Besmrtna ko srce što vjekovima bije, tuđinska nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav. Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav. Почитувани, продолжуваме со разговорот со Гордан Бошковски, кој-собственик на Теракота Инженеринг од Прилеп, фирма која што рековме ближи 3 децениско постоење на пазарот во Македонија. Се свртивме кон тие реалните проблеми, а она што во моментов се соочуваат не само градежниците, туку и останатите стопанственици, е недостигот на работна сила, особено кога станува збор за специјализирана работна сила, професионална, која што си ја знае работата. Во областа на градежништвото се чини дека овој недостиг трае со години, а особено во изразена пандемија каква што беше овие изминати 2 години. Најчесто градежниците велат дека нашата работна сила заминува во западноевропските земји, каде што е поплатена
и каде што може за неколку месеци да добие средства колку овде што би работеле една година, а пак градежниците во Македонија беа соочени со неработење. Заради X причини, како што ги наведовме. Како е во моментов? Дали има некакви најави дека оваа состојба на позитивно ќе се видоизмени? Барем ние не гледаме дека би Имате ли можело, стручњаци во вашата сфера? би можело да тргне нешто на позитивно, туку да го задржиме она што го имаме би било успех. Ако се задржиме на ова ниво и задржување на кадарот што го имаме и во оние делови каде што професионално сме се профилирале. Еве ќе ви кажам конкретно за теракота. Значи ние сме насочени и еден од поозбилните договори кои што го имаме моментално е испорака во делот на една делница на автопатското решение Прилеп-Градско. Тоа е потпишан договор со кинеската компанија Синохидро, која што го изработува тој најзахтевниот дел, би рекол, на тоа автопатско решение. На таа делница, тоа се добро познатите за нас кога викаме Прилепчани, патот кај клисурите. Така. Тоа се дреновските клисури. Захтевна делница, што се однесува од делот на градежништвото, а ние таму вршиме испорака на повеќе видови на софистицирани марки на готов бетон, кој што е исто така многу затемна работа, многу одговорна работа, заради тоа што тука имате тунелски решенија, имате мостовски решенија, каде што исклучиво се работи со многу софистицирани марки на бетон, и тоа без лажна скромност, ретко кој може да го исполни, како што тоа по стандарди го исполнува Теракот. Ние сме фирма која што имаме 3 бетонски бази, двете посовремените бази се со акредитација од акредитационо тело, а тоа ќе ми треба подолго време за да ви го објаснам. И во регионот сме можеби единствени со таква акредитација на 2 бетонски бази, кои што можеме да произведуваме за многу поозбилни објекти бетон. Не само бетон, за она што значи марка МБ30, туку многу пософистицирани марки кои што, како што спомнав, се употребуваат на ваков вид на проекти. А конкретно за прашањето ќе мора да ме подсетите сега. Прашањето беше дали се соочувате се уште со недостиг на работна тука, сила? и од тука ни почна ова. Покриваме едвај, она што, еве конкретно за нас, ние поседуваме и концесија за експлоатација на минерални суровини. Имаме дробилично построење во катастарска општина Тројаци. Тоа е на регионалниот пат према Скопје кога одиме, на 16 км од Прилеп, од левата страна горе. Фактички ние произведуваме и собствен агрегат и тампони од наше производство, од наша производна линија. И тука, тоа популарно кажано, каменоломот е еден вид на рудник. А знаат луѓето, посебно од делот на градежништво, што значи успешно функционирање на дробилично построење и работа со рудник. Од минирање па до добивање на финален производ. Така да сакам ова го напоменувам за да кажам дека мораме да имаме луѓе со силно познавање и со лиценци на многу специфични и неедноставни и тешки работи, кои што се дел на градежништвото и рударството на некој начин. Имаме ли луѓе? Имаме луѓе, но мораме да користиме и да ја сведеме, да не ме свати некој погрешно, Прилеп да го направиме Македонија, или ако сакате обратно тоа накажано, Македонија да ја направиме Прилеп. Ако сакаме Теракота да функционира. Од сознание на останати правни субјекти кои што работат во делот на експлоатација, а ги имаме поприлично низ околинава и Прилеп и околината,
на експлоатација на минерални суровини, како мермер, тровертин, онисси, да не зборувам каде што сме многу богати, Господи дал нас огромно богатство во овој дел, посебно Прилеп и околината, веќе почнуваат да функционираат со екипи професионални, кои што доаѓаат од странство. Претежно од Турција е во тој сектор, би кажал, кои што се специализирани, со кои што се договарате, му обезбедувате престои, му го регулирате престојот и да бидам искрен, верувајте ми, со нивното присуство поголем бенефит гледаат нашите фирми, принудени ќе бидеме во иднина да се решаваме на такви чекори. Тука ќе го спомнеме образованието. Нели започнавме реформи во тој дел за производство на такви кадри кои што им се потребни на индустријата и на стопанството во посебни региони. Кога зборуваме за регионот на Прилеп, во гимназијата функционираше паралелка која што обезбедуваше геодети кои што ќе одат на градежен факултет, градежници и така натаму. Сега го има тоа во хемиското училиште. Колку вие како стопанственици потребата од специфични кадри ја препознавате, ја посочувате онаму каде што треба на надлежните од сектор образование, министерствата или пак во локалната самоуправа, од каде што треба сите тие информации да стигнат до централно ниво за да може да се распределат тие научно воспитни програми до средните училишта, за да може и практичната работа да се обавува кај вас како стопанственици. Притисокот е голем, но ќе биде уште поголем ако се вратиме во нормала што се однесува до економски развој. Сега, во сите овие времења, она што го спомнав, и сега сме на рап на одржливост, но замислете, еден поголем економски, еден замаец економски и едно враќање во нормала, одма ова што го сето што го наведовте, секој стопанственик ќе се соочи. Било во која бранша да се действува, било да е тоа текстилна индустрија, било да е градежништво, било да е прехранбена индустрија и така натаму. Зошто? Заради тоа што системска грешка, ете тука е веќе системска грешка, во образованието е тоа што ние некако со тие дисперзирани факултет ваму, факултет таму, сите факултетски образовани, а немаме на она што се подпираше во времето од социјализмот, заради тоа што јас од тоа време и памтам. Така, квалификувана работна сила. Квалификувана работна сила, средно образована работна сила. Како споредба, јас ќе кажам, како споредба конкретно, еве и во геодезијата и во градежниците, и во градежништвото. Значи, геодетските и градежните техничари, кај што можам да си потврдам за мојата бранша, кои што потекнува во тоа време и мојата генерација, кога сме се образувале во далечните 80-ти години од претходниот век, а тоа е специјализирано училиште, значи специјализирано училиште, не паралелка во хемиско или во гимназија, него специјализирано училиште за градежништво и за геодезија, Нико Нестор во Струга и Здравко Цветковски во Скопје. И таму, тој кадар кој што е произведен, кој што се мои колеги на некој начин, од тоа време, јас сум продолжил факултетско, некој од нив не продолжил и останале на тоа образование. Но ако сакате вака да направиме некоја паралела, некој може би многу за зло ќе ми, јас си се сочувам, изборувам, прво ќе тргнам од мојата черка. Таа е сега магистер по геодетски науки, татко е остана на дипломиран геодетски инженер. Ама сега искрено, стандардите кои што важат или добивањето на лиценците, тие може да ги добијат, а ние со 30 години работно искуство како дипломирани, ние не можеме. Што е уште едно системско неминовно решение, тоест реформа која што треба да се случи во образовниот систем. Вака повеќе не може и да се вратам на она најсуштественото, да се вратиме повторно на стариот систем, тие исти
такви училишта да постојат, каде би произведувале геодетски техничари кои што одма од наредниот ден на завршување на образованието би се вклучиле во сферата на стопанството и ќе бидат спремни многу подобро, многу пообразовано во секој момент да може да речем да се соочат со предизвиците. Значи ова е една системска работа која што мора да се решава. Дефинитивно тука тоа е дел на тој наш образовен систем кој што мораме да сватиме ние. Притисок има од стопанството на сите форуми кои што сум учествувал јас. Ове прашањето ви е на место и е горлив проблем и реков, ако ние имаме намера да се вклучиме и се нормализираме економски, како што секоја влада најавува и вика дека ќе тргне кај нас работата, а ако тргне работата кај нас, значи првиот проблем кој што ќе се соочат стопанствениците е овој. После овие 2 години пандемија, кога беше, да речеме, малку статус кво во сите сектори, па и во градежништвото. Но мораме да напоменеме дека покрај здравствената криза и пандемијата, Македонија па и Европа се соочува со економска криза и енергетска криза. Инфлацијата веќе е присутна тука кај нас. Стопанствениците велат дека многу тешко ќе се обстанува заради тоа што цените на репроматеријалите одат многу брзо, многу горе. Што мислите вие за оваа состојба во која што сме? Како да се стави крај на тој замаец кој веќе е започнат во економската сфера? Искрен да бидам, тоа некако оправдување на... Просто не гледам некои владени мерки кои што помагаат, искрен да видам. Сето тоа за мене е некоја шминка од почетокот на пандемијата, што се однесува до реална помош на стопанствениците конкретно, пошто јас сега зборувам од позиција на стопанственик, кој што функционира во реален сектор. Што би можеле вие да предложите? По моје не треба да измислуваме топла вода. Ние само, некој ќе рече, ама добро, тие се членки на Европска унија, црпат фондови вакви или такви. Едно искуство, барем на една Хрватска, па и Србија. Значи, Србија не е членка на Европска унија. Не користи фондови такви какви што има можност и достапност една Република Хрватска да ги користи, но секогаш ние правиме паралела и треба да правиме како е во нашето соседство и како одредена наша соседна држава се справува со нешто слично кое што за жал е дојдено ке сите. Тоа е глобално. Тие услови на живење, на функционирање под протоколи пандемија, ковид, дефинитивно е секаде, ајде така речи, помалку или повеќе иста, така? И сега мерките кои што се преземат се сосема различни. Сосема различен пристап имаме. Овде гледаме дека има само некои популистички преземање на мерки, а ништо реално решавање на тие работи. Ако е помош за стопанството и е неиздрживо, оние сметки ние да ги плаќаме за струја, дефинитивно, јас ви гарантирам, ќе видите што ќе се случува во наредниот период. Со затворање на многу компании кои што не може да го издржат овој бран, или со намалување реално или доведување и сведување на некое функционирање на преживување, буквално кажам. И сега одредени земји, еве во соседството, го исклучуваат ДДВ-то, тоа е помош од државата. Да, 33% е на сметките за струја. Значи, ако сака државата, она што оди како прилог во државата, а да го остави во стопанството, за да може да преживеат, не да остават, како што многу луѓе, стопанствениците се бунат, газдите, популарно кажано, како профито и да се ги полнат джебовите нивни. Не, за да преживе компаниите, за да може и вработените во тие компании да често и поштено за трудот што го вложиле таму да може стопанствениците да му исплата плата. Иначе е неможно.
Еве ќе ви кажам конкретен пример. Каков удар е тоа? Ние имаме, еве, спомнав, јас претходно, договор со странска компанија за испорака на бетон. Имаме во договорот само една клаузула каде што сме заштитени при постапка на цементот, кој е факт дека е еден од поголемите фактори кои ја формира цената на готовиот бетон. Тука имаме право само на покачувањето на цементот да го вградиме во цената која што сме ја договориле да, со нарачателот. Ние како испорачувачи се јавуваме. Значи, тука, а каде ќе ги ставиме секојдневното поскапување на нафта, затоа што јас сум му дал, тоа се транспортира со возила. Километри одиме од нашата база за да однесеме до таму. Каде е производството на целиот индустријски капацитет и тоа дробилично построење, ако ви кажам колку струја плаќаме, значи многу од компаниите овде на Фейсбук имаше некои препукување и вика кој како се жали, ама секој си плаче над, што викаме старина, на својот гроб, буквално кажано. И овде, ако земиме да се споредуваме, дефинитивно е страшна ситуацијата. И тоа не може, ако не се вкалкулира или не преземе државата нешто, во најмала рака да амортизира некој дел од тие давачки, страшни работи ќе се случуваат. Има ли најави за некои разговори и дали и колку политичарите на централно ниво ги слушаат потребите на стопанствениците? Регионалната стопанска комора во Прилеп во однос на одредени забелешки и предлози како би се решили овие проблеми, заради тоа што мора некако да се екзистира. Рековме дека започнаа проблемите со почетокот на оваа година, но тоа нема да оди на подобро, туку само ќе се влошува. Па сега тука спомнавте еден дел, јас ќе бидам искрен и ќе кажам дека теракота веќе 5-6 години не членува во ниједна стопанска комора. Ќе речете зошто? Ако претходно јас сум бил во управен одбор на регионалната комора овде наша Прилепска од Стопанската комора на Република Македонија. Од моја разочараност на функционирање и на договарање на тоа што значи однос комора влада, па не знам, работодавци форуми, форум на работодавци, форум на синдикати и така натаму. Не гледам едноставно, јас кога не гледам помош од нешто, како карактер сум таков човек и викам, што можам јас да направам? Ако не сакам во некоја структура и во некоја организација да учествувам, тоест не сум задоволен од незината работа, не давам придонес јас да бидам член таму. Јас така тоа го гледам. Па тогаш ако како ќе ги остана решаваме стопанските комори, а ништо не се прави, или еве Сдруженијето на работодавци, а ништо конкретно не се изборило за работодавците, која е мојата, не знам, кој е мојот порив да учествувам во тоа? Апсолутно. Јас сум бил и државен службеник и во тој УПОС синдикат без лажна скромност сега, од првите во Македонија кои што се откажав од членство, тоест од синдикато, тие беа, искам да бидам процентуално, тогаш на некоја си плата се враќам наназад, ако беа меѓу 150 до 200 денари, инфлација немаме, нека се, ајде преведени во евра, 3 евра месечно, што искрено на никого не му значат, ни па мене како геодетски инженер во тоа време. Со плата таква како што ја земав како државен службеник. Но се исклучив заради тоа што кога ќе доаѓа кај нас од УПОС, председателот на УПОС доаѓаше заедно со директорот на тогашна Републичка геодетска управа. Има логика во тоа? Нема. Гледате логика во тоа? Работодавецот заедно да оди со синдикалецот и да оди по вработените и да каже дека гласајте, овој треба да види председател. Со ова мислам дека пластично се ви кажав. Но како ќе ги решаваме проблемите? Дали можете како поединец, еве како поединци, партнери сте двајца? Јас како поединец, искрен да бидам,
Мене и најблиските ми викаат, да, се што ќе кажеш е така, точно е. Ама како поединец, сите го рекле тоа, не можеме ништо да направиме, дефинитивно, но јас ви кажав, и кај мене кај мојот партнер е чувството такво. Ние до крај на животот, додека не предадеме, ако ни даде Господ здравје, културно да предадеме и да бидеме сведоци на помладата генерација, на нашите наследници, но и нив сакаме да ги воспитаме да живеат и работат во духот на она што значи поштување на еден еснав. Повторно ќе повторам. Еснав. Значи традиционалните вредности. Традиционалните вредности да се поштуваат пред се. Нормално. Со сите современи текови кои што ја зафаќаат секоја индустрија, економија, така, мораме да се прилагодуваме, мораме да се прилагодуваме на законските регулативи, тоа да, не можеме ние, она што рековме сега, нема повеќе производство за одреден, за реализација, самите законски регулативи не дозволуваат вие да мешате и да правите готов бетон на мешалица. Тоа само по некоја желба и, ајде искрено, ако правите некој објект диво изграден. Иначе не може тоа така. Дефинитивно. Мора тоа што ќе се вгради да биде вградено и да има лиценца и да биде направено по одредени стандарди кои што оваа држава ги пропишала. Поспротивно ќе не се случат некои работи кои што не ги сакаме. На еден помал земјотрес и на неиспитано нешто, гледате како се случува и што се случува. Јасно. Уште еден проблем кој што се провлекува години наназад е сивата економија или она што градежниците го велат работење на црно, нелеална конкуренција и така натаму. Во тој дел има ли некакво придвижување и како вие со тоа се борите? Да ви кажам искрено, не останаа многу луѓе кои што можат да ја мултиплицираат таа сива економија, иако ја има, за жал ја има. Ајде, јас повторно ќе бидам конкретен во делот оној наш што кажав, значи во Република Македонија, еве конкретно она што е главна спецификација на теракота, тоа е работата со бетон, покрај сите овие други работи оперативата, заради тоа што и експлоатацијата и дробеличното построење горе во Као Тројаци е буквално наменето во дел на она што значи затворање на една целина од репроматеријал, нормално набавка на цемент и сето тоа спакувано во она што значи производство на готов бетон. Да не се повторувам, и тоа софистицирани марки на готов бетон. За да тоа го правиш, тоа е наука. Има испитувања, буквално на сите состави. Дури до водата внатре што мора да се испита кој тип на вода. Не се прави готов бетон само од еден вид на агрегат, како што е нашиот, да речем. Се прават од разни видови. Но за сето тоа, тука мора силни испитувања, мора акредитирани компании кои што ги прават рецептурите, прават испитување на материјалот, конкретно колку е хидроскопен, колку е на абење и тие други параметри, да не зборувам многу стручно, сакам јас да бидам поразбирлив и за вашите слушатели. Тоа е во делот на квалитетот. Во делот на квалитетот, на сето она што е, и ако не ги исполнувате тие стандарди, не можете да добиете таа акредитација. И сега, ако вие, а тоа не е едноставно, и пред се не е ефтино, за да ја пратиш ти таа, да речем, тој тренд нов кој што е наметнат во државата, и нелојалната конкуренција што прави? Еве сега пластично пак ќе го прикажам пред вашите слушатели. Конкретно, ние, за да сме учествувале во реализација, последно, сега ова неколку години ќе ги спомнам, прво со шпанска фирма Рубау на истата делница, која што од нивни причини и недоразбирање со... Да, се раскина договорот. Се раскина договорот, па баш на нивно место е сега оваа кинеска компанија, која што продолжи на таа делница да работи, па до ова петлјата за економската зона кај нас,
со фабрика Карпош, ја реализиравме заедно, морам да кажам, до најсофистицирани марки, уште пософистицирани отколку на патиштата што се ставаат, со сулфатен цемент на прочистителната станица во Прилеп. Бугарската фирма која што бетонот е 95% од теракота. А ако појдете и сви го посетиле тоа здание, знаете што значи реализација на такво нешто. Тоа е сепак озбилна работа, заради тоа што тој е бетон кој што мора да ги издржи сите оние, ајде да кажам, смеси хемиски кои што ги содржи она што оди натре во тој систем. А знаете што оди таму. Како прочистителна станица на фекална, тука само фекална вода. Атмосферската смета дефинитивно таму. И сакам да ви кажам, не спомнав уште неколку проекти, но ќе се задржам на тоа и кога ние сме направиле договор и ја извадивме таблата на одреден проект и викаме дека ние сме изведувачите или испорачателите на одреден дел на материјал, доаѓаат нелојалната конкуренција и викаат колку со оваа компанија, конкретно еве Теракота случите договор, па јас ќе ви носам за нешто поевтино, можем да ви носам бетон. Ама каков бетон и со каков квалитет, тоа е друго прашање. А има проект менаџери, странски, кои што сакаат секогаш, знаете што вика парата што прави, и каде и до кај оди корумпираноста, и немој да мислиме ние и немој да бидеме убедени дека македонецот како стопанственик е тој само склон на коруптивни дејанија. Не. И сите овие странски емисари во име на проект менаџери и така натаму, уште се послони на тие коруптивни дејанија. Оти сакаат да си појдат со полни джебови при реализација, а тоа мора да го направат на уштрб на оние што буквално се подизведувачи. А подизведувачи се секогаш наши компании. Никогаш не дошло ни во Гентерм да ја донесе, ако е германска фирма, тоест таа собственикот е американец, експозитурата или филијалата, јас што викам, на американецот е во Германија. Конкретно за Гентерм. Пошто ги подпишувавме договорите лично со мене, како еден од собствениците на Теракота, можам да го потврдам тоа, дека, но проект менаџерот е поставен од нивна страна и ангажиран за реализација на тој проект. И тој се врзува со сите склони на коруптивноста, кај да ги имаш колку сакаате, и после сите тие работи настапуваат, јас ако имам договор со ова, одавде можам поевтино да го набавам и останатото, знаете како оди поделбата му тие работи. Ете и тука немаме заштита, и јасна е исто така на еден форум, организиран од Стопанска комора, на сите собственици на бетонски бази во цела Македонија. Поозбилни нормално. Се кажува дека мора да има и секоја база треба да има своја акредитација. Ама нема во закон влезено што ако дојде другиот што нема акредитација и дали има ограничување на кои објекти може да конкурира, на кои не. Нема таква класификација направена и имаш тука недореченост во законот. Уште едно системско решение потребно. Да. И тука е уште едно, сепак како долго зборувам, ќе се мора да се сложам со вас дека покрај тоа што реков, имаме систем во многу места, да, треба и системски да ги решаваме работите и да ги изменуваме. Препознавањето на квалитетната градба, важноста на сигурната инфраструктура, која ќе ја користат многу генерации, како и регионалното поврзување на градежните компании за реализација на регионални проекти, се трите важни аспекти во функција на развој на градежниот сектор, велат познавачите на градежниот сектор. Што од овие три аспекти, значи квалитетната градба, важноста на сигурната инфраструктура и регионалното поврзување, според вас,
Што од овие три аспекти за развој е испочитувано и реално функционира во Македонија? Да бидам искрен, јас се надевав дека и бев поборник на такво поврзување и повторно ќе споменам, години наназад, на многу форуми тоа сум го кажал, дека како квалитет и како капацитет, македонските компании имаат, ќе повторам, и квалитет и капацитет да одговорат на реализација на најсофистицирани проекти што се од делот на градежништвото. Сакате тоа да се автопатски решенија, експресни, како овој пат Прелеп-Градско што треба да биде, од патната инфраструктура, па до изведба на, брани и така натаму, пософистицирани објекти, мостови и така натаму. Дефинитивно убеден сум во тоа, но од причини што државата одамна е устроена на таков начин, со користење на навидом многу поволни кредити кои што доаѓаат од Европска унија, од Светска банка, некои си грантови, ова имаме условеност на меѓународни тендери, гаранциите се направени до плафон. Не сме тука конкурентни со цените или е нешто друго? Повторно ние ќе бидеме подизведувачите, но не можеме да бидеме главни изведувачи. Само со одредени несватливи проценти на гаранции високи. Дали ме разбирате? И тука по автоматизам издружувањето прави проблем. Заради тоа што само големи европски компании можат нештото да го издржат. Како, конкретно, јако Штраба функционира на овие делови, ќе го спомнам Штраба како компанија, можда не е добро вака да ги спомнувам во емисија, ама таа е реалноста, мислам, јас го пратам тој тренд на нештата и по референца и по се, за да единствено тие можат со своите гаранции банкарски да настапат и да дадат гаранција. Ние и повеќе фирми да се здружиме, проблематично е дали ќе дојдеме до тоа ниво на гаранции што се бара. Додека една соседна Бугарија во периодот на колку години се веќе тие членка на Европска унија, знаете дека трпеа и тие критики на некористење на тие европски средства, грантови и така натаму. И злоупотреба. Заради злоупотреба и заради не добра подготовка на таа техничка документација која што мора да се подготви за да се аплицира некаде и за да се направи некоја реализација. Но се престроја брзо дефинитивно, сватија и како, сватија едно, разликата која е. Почнеа на домашни компании, на концерни домашни да му даваат изведување на тие работи. За да сега тие имаат референца. Со самиот факт овој што го спомнав. Овде ни дојде бугарска фирма и факт е дека не можеме да го пренебрегнеме фактот дека беа професионално. Првата не превара, дефинитивно, но втората бугарска фирма која што дојде, заради тоа што зад првата стоеше бугарска банка, мислите за мораше да бара на пречистителната станица? Да, конкретно за незе, дефинитивно. Не можам да кажам дека втората фирма која што дојде со силна референца и изградила такви прочистителни станици низ Бугарија, а кај на што ако на теракота, да не спомнувам и други фирми, да не правам реклама и не ни сакам не свајчајќи го тоа како конкуренција, туку генерално не заслужиле некои да ги спомнам, без лазна колку да звучи ова малце самобендисано, него реалноста е таа, зошто да не би се здружиле и ние да ја реализираме кога, наискрено ви кажувам, се беше направено и тоа можеше и теракота да го изведе. Јас ви гарантирам. Целата прочистителна станица. Со буквално се екипи на она подготовка што го викаме популарно ние шаловки и сите тие работи, до помпи што ги користевме заради тоа што е специфичен, ви кажам, бетона. Тоа прави хемиска реакција страшна. Голема температура предизвикува. Треба
помпите нас ни појдоа, автопумпите за испомпување на бетоно, во аут, заради тоа што е многу силен тој бетон. Многу силна хемиска реакција прави и многу прави проблеми на машините, дефинитивно. Тори тешко се нафаќаше некој во Македонија да работи со тој бетон и да го испумпува преку нивни автопумпи. Со ова ви кажав дека убеден сум јас се уште дека постојат сите тие работи, но треба да се убедат властодржците наши и кога се распишува тендерот преку јавно предпријатие за патишта, нормално, транспорт и врски или тоа е поврзана на стоја. И крајот владата на Република Македонија. Без разлика од која провиненција е, тоа се докажа наназад, дека како по дефолт мора да биде тој меѓународно распишан тендер и да учествуваат компании, не знаеме со тоа да си ги надградуваме, да ги раснеме фирмите, за да можат истите фирми македонски да се јават па на друг пазар. Да појдеме ние, како гранич што излезе, само се, тоа е реткост веќе. Реткост, ако проверите сега, се врати и сите, да. Гранит. Бетон беше на времето, така, се работел па и една техника Скопје, со наша овде испостава, работеше по Русија, по Украина, и то многу софистицирани и во тешки временски услови се работело. Бетон се ставало на минус 20. Ако со постарите, а јас сум сепак малце од постарата гарда, кај што сум учел од колеги мои од дело на градежништво и сета тоа, под какви услови таму се поставувало и се устројувале цели стамбени комплекси, што значи дека се уште овде имаме луѓе ние со капацитет, со знаење, подковани, кои што било низ кои институции се тука, се уште се живи луѓето и можат да придонесат во најмала рака и со искуство и она што значи тие нови компании да влезат во реализација на нештото. А фала Богу, ние не сме нова компанија. Самата бројка 27 години на нашиот јубилеј го кажува нештото, дека ние не сме од вчера и ги пратиме работите цело време и се трудиме развојно да ги пратиме и сите тие трендови, како што спомнав, кои што технолошки не ни се предизвици, него мораме да ги, на некој начин, ако сакаме, да оставиме на пазарот. Но, за жал, другите законски регулативи не го дозволуваат тоа. Тоа е тоа што е како поента од сето тоа. А пред крајот на разговорот, господине Бошковски, би ве прашала во која насока го трасирате како компанија вашиот развој за наредните години, има ли добра основа за напредок на една фирма како што е Теракота инженеринг? И на крајот не би се сложила со она што кажавте, дека не сакате да членувате во тие коморски здруженија, стопански здруженија, затоа што доколку сакате нешто да направите, сепак мора да бидете здружени. Сами, ништо. Така е. Повикувани сме ние од сите, учествуваме на сите, но искрен да бидам, многу малце од она што ги тишти, ајде конкретно форум на работодавци. Оти видете сега како се сваќа. Сега форумот на работодавци со синдикатите е сосема различна работа. Јасно. Ние сме спротивставени страни. На некој начин. Треба да бидеме, да се усогласуваме, да, партнери да бидеме, исто како што викаме партнери со владата. Сигурно. И со финансиските сектори и економските сектори делот од владата. И тоа е заедничково. Но ако вие ми потврдите дека има некои релации, дека има усогласувања или секој си тера на своја страна, каде ќе се сложиме, тоа е јас го оставам на некое лично просудување и на работодавците, а и на работниците како членови на тие синдикати. Па нека си размисли секој за себе, а јас си го кажав мојот личен став околу тие работи. Дали имате добра основа за развој и каде се гледате во наредните 30? Искрен да видам,
теракота со овие капацитети кои што ги поседува, има можност дефинитивно за силна развојна стратегија. Продолжуваме скромно, како што и досега сме работеле чекор по чекор, но не сакаме онаму каде што сме дефинирани со проверено понуда на квалитет пред се, во делот на она што го спомнав, изградба на стамбено деловни објекти, објекти од делот на стопанството како поголеми за потребите на одредени други правни субјекти во стопанството. Тука веќе имаме на некој начин бренд изграден. Нарушен е, ќе морам да повторам и да се пожалам, ако тоа така изгледа, нарушен ни е континуитетот од она претходно што го спомнував. Се уредно направено, не можеме техничка документација да добиеме и да влеземе во реализација. Имаме договор со банки, имаме сите работи, веќе вложени огромни суми на пари од резервите на теракота, и тоа е неиздрживо да ние чекаме година и пол една, ајде да не речам банален подпис, едно одобрение за градба и документација подпишана, за да можеме да влеземе во реализација. Значи, продолжуваме во тој дел, тука нема застанување. На самите реклами и на самиот флаер што го направивме, ги истакнавме неколку проекти кои што ни се замислени за реализација во 2022 година во делот на стамбената изградба, колективно становање и искрен да видам, јас развојот на теракота го гледам најмногу и во делот на експлоатацијата на минералните суровини и она што го имаме како концесија во Као Тројаци, тоа е сладен, таму е да искрен да видам веќе неограничени можности за развој, за извозна ориентација која што искрено е најдоброто нешто што може да не спаси, а да бидеме некако независни од ова што значи, ајде пак ќе видам груп, економска калакурница во Република Македонија. Само извозната ориентација, производ кој што ќе биде ориентиран извозно, ќе можеме да го пласираме на европските пазари во најмала рака, е спас не само за нашата, туку и за сите други компании. Тоа е моје убедување и тука и ние се насочуваме. Горе, значи, тие минерални суровини нудат огромна можност за развој. Нема да навлегуваме во детали, што значи сето тоа, од производството на многу пософистицирани производи, од она што значи сега тампон, гранулат за производство на бетон и така натаму. За специфични графи и за барање што ги има во Европа, во поразвиените. Баш така, заради тоа што, искрен да бидам, не само нашата концесија, туку и многу во околината на градот Прилеп, искрен да видам за странски познавачи на работите, вика во неколку разговори, вие не знаете што имате, вие суво злато имате. Што се однесува до тие производи и до тоа што Господ Бог ни го дал. Само што ние не најдуваме сила да излеземе и да направиме. Сепак за тоа треба финанси, поддршка, па и како сака да кажете поддршка и од државата дефинитивно во смисла на развој на таа индустрија која што извозно ориентира и која што многу ќе значи во иднина. И сега, ајде да не навлегувам во тој дел, онака како што странски компании влегоја, но извезуваат само суров материјал. Немате таму финален производ, туку финалниот производ некаде на друго место се прави. Јасно. Јасно ми е на што алудирам, да не навлегувам и да не испадне дека... А тоа се регулира пак, ете уште едно системско решение. Значи ги набројавме повеќе. Значи многу ми дојде системски решенија, дефинитивно.
Ви благодарам за разговорот, уште еднаш честитки за 27 години успешно обстојување. Следното гостување ваше во ова студио да биде со позитивни резултати од овие детектирани проблеми и забелешки кои што ги имавме денеска, за да може Прилеп, Пелагонија и Македонија да оди напред во развојот, а секако рековме, предуслов е тука развојот на градежништвото и работа на градежните фирми, кои што поврзуваат многу сектори кои што се околу нив директно или индиректно. Благодарам. Ви благодарам и вас за можноста да го оствариме овој разговор, кој што се надевам дека ќе прозвучи низ етерот, кој како ќе го разбере сето тоа, не знам, но се надевам дека во иднина при некоја наша нова средба многу помалку ќе зборуваме за проблеми, ќе зборуваме само за успеси и повеќе ќе се фалиме. За жал, сега моменталната ситуација е таква и мораме да се соочиме со реалноста. Уште еднаш благодарност. Благодарам.